Добродојдовте во 19-тото издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот е серијал подкасти за женско предприемништво, кој е дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. И во денешното издание имаме успешна жена со интересна и богата бизнис приказна. Таа смета дека предизвиците не се тие што може да ја поколебаат, напротив и даваат желба за поголем раст и развој. Вие представуваме Наиле Елеси. Господи Елеси, добродојдовте во Тајната на успехот. Ви благодарам што се одзвавте на поканата да учествувате во овој наш проект. Благодарноста до вас и до вашата екипа. Задоволство и чест ми е да бидем дел од вашата програма и од вашиот проект. Вие водите Центар за обука во областа на личниот и професионалниот развој. Што им нудите на учесниците и кој се може да биде учесник во овие обуки? Дали се тоа поединци или организации? Ви благодарам на прашање. Да, како што рековте, ја заедно со Дрита Зекири ке неколку години го водиме Brain Tree Neurobusiness Центар, кој е акредитиран и кој е специализиран во различни програми кои главно се однесуваат на личен и професионален развој. Оно што е типично дека сме акредитирани како центар и јас како NLP Master тренер за најпозната меѓународна програма за комуникација и личен развој, познат како NLP или неуролингвистичко програмирање. Оно што ние работиме, формираме групи, работиме со групи, држиме акредитирани програми, главно во областа како да човекот постигне успех, како да ги активира своите потенцијали, да дава најдобро од себе и да биде задоволен во животот и во она што се посакува од својот живот. Да поразговараме малку за вашата кариера. Да се вратиме малку во минатото. Зошто Наиле Елеси се одлучи да студира психологија? Па искрено да ви кажам, мојата прва љубов беше медицина. Од дете, како дете, сакав да бидам лекар и тоа лекар-хирург. Не знам од каде ми пише таа желба. Меѓутоа, после сплет на околности ме однесува на некои други патишта и најверојатно тоа беше подобар избор. Бидејќи ова е дел од медицината. Така е, тоа сакав да кажам. Мислам, медицината негош повеќе работи на тие болести и тоа што е причина, мислим тоа што е последица. Меѓутоа сега е многу поубаво, бидејќи јас мислам дека ја живеам своја мисија, бидејќи сум сега работам на тоа како човекот да живее исполнет и задоволен живот и како да прави превенција да не дојде до пореметувања. Така што тоа е некој мој пат кој што ме однесе на психологија и љубовта кон луѓето, кон работа со луѓе. И тоа е главно. Вашето искуство го дополнувате со учество на бројни обуки, на бројни едукации за овие години што измина и тоа цело искуство го применувате во денешната работа. Па сметам дека за да бидеш квалитетен, да даваш квалитетни услуги, за да бидеш конкурентен на тржиште, е потребно и сам да се развиваш и да инвестираш во себе си, во своје знаење, вештини и техники, како би можел да понудиш најдоброто за работа и за клиентите со кои што работиш, така што јас перманентно се едуцирам. Мислам, не ме е срам да го кажам тоа, бидејќи некојаш постоело мислење ке завршиш факултет и тоа е тоа готово. Меѓутоа нештата се менуваат, да, така е. Да се следат. И според некои видувања на една конференција што сум била, кажувале од универзитетот на Виенскиот универзитет, направиле студија дека до 2030 година нема да биде доволна една професија за да бидеш конкурентен на тржиште. Ке треба млади луѓе да имат повеќе способности и вештини отколку само еден факултет. Така што мислам дека еднината во перманентно едуцирање. Како и самите што знаете да кажете, животот е полн со предизвици, меѓутоа човек треба тие да ги насочи да бидат во корист за негов личен и професионален развој. Колку учеството, односно позиционирањето на водечки позиции на меѓународни организации ви помогна за да соберете искуство за да го работите ова што сега го работите?
Па така, јас себе се сметам за некој кој што секојаш сакал да излезе од собствените рамки и да ги предизвикува собствените граници, така што и мојот животен пат не имаше некоја линеарна линија, да кажеме, него сум испробувала различни работи и така во одредени услови имам можност да бидам и дел од некои меѓународни организации. Тоа е највистина големо искуство, бидејќи учиш и некои нови вештини, нови знаења. Гледаш дека не е само менаџирање да менаџираш со процесите, туку да си на позиција, да водиш луѓе на било која позиција, е да работиш, да ги мотивираш и другите во постигнување на нивните успеси, бидејќи на крај на краиштата тоа е личен успех. Така е. И значи успехот на било која и компанија, институција или што да е, зависи од успехот на луѓето кои се делот и нивното задоволство и нивниот развој. Така. Колку работата во владени институции помогна за усовршување, за збогатување на вашите лидерски вештини? Јас сегаш викам дека секое искуство те обогатува, ти дава нови вештини, нови знаења, мислам и секако најбитно е искуство што го имаш од тоа. Ако имаш различни можности да си на различни работни места, можеш да направиш и разлика и да уочиш што е тоа што е добро, што е помалку добро, што може да се подобри, така затоа мене представува едно големо искуство. И политиката е полека што црпевте искуство. Но да. Многу години бев председателката на форумот на жени на ДУИ и многу големо искуство, поготово работа со жени, работа на организација, на менаџирање и тоа исто едно дел од моето искуство. Сметате ли дека жените треба повеќе да се докажуваат од мажите? Дали се сметате дека или пак обратно, дека се тие поорганизирани? Некои од нашите гостини сметаат дека жените се поорганизирани, можат да делуваат на повеќе фронтови и во куќата, и на работното место, и да организираат луѓе што треба да ги следат. Знаете како, ние жени имаме тој инстинкт да функционираме на повеќе канали, викам, тоа е природно, бидејќи кога сте мајка, нели, како мајка, вие не може да се фокусирате само на дете, него работите нешто друго и така. Мислам да тоа е нека природна вродена наша афинитет кој треба да го негуваме. А од друга страна, од моје лично искуство, сметам дека се смета дека жените не се толку се уште за да може да извршваат сите функции или сите работи, меѓутоа тоа е само перцепција или предрасуда, ќе кажам, од една страна. Од друга страна, ако машко кој е на некоја позиција ќе направи одредена грешка, тоа е, он се етикетира како индивид, тој ја направи. Меѓутоа, ако жена не успее некаде, обично се генерализира и се кажува да жените не ги... Затоа што е жена, што е може да сгреши. Така, управо тоа. А меѓутоа со времето тоа се менува и ние си јас што секогаш интенција ставаме на позитивното, што е од тоа, бидејќи ние со тоа си поставуваме поголеми стандарди и сме поефикасни и поуспешни од мажите почесто. Тој прекостој и дека треба да се докажеме и да кажеме дека сме во одредени ситуации поуспротивни од пол. Само што е битно, јас сметам дека ние нашите убедувања тука да сме со себе чисти, значи ако сме ги наследиле, нормално сме живеле во општеството, кога може би женската фигура не беше толку гледана како некој кој што е, ако тие убедувања ние ги имаме во себе, да работиме на тоа, да ги остраниме и да ги користиме нашите потенцијали. Да. Што мислите за женските бизнис организации, во случајот Националната платформа за женско предприемништво? Колку помага за обединување на жените, за размена на искуства, за нивно мрежување? Многу. Јас сум многу сретна и радосна што постои Национална платформа за женско предприемништво и мислим дека е многу голем чекор и многу голема можност за сите жени кои што имат свој некој бизнис или намерават да влезат во тоа, дава една голема поддршка. Прво на поддршка на разменување на искуства, на знаења кои ги имат жените, на тие искуства што тие поминале, али и
голема поддршка и мотивација во целиот процес на тоа патување кој што ние сакаме да го направиме на тој пат. Од друга страна, адресирање на заедничките потреби и проблеми до одредени институции, мислам дека има многу поголемо влијание и многу поголем успех ако се действува како здружени и еден глас, значи да. Многу погласно и допира до многу повеќе институции во случајот. Дали пандемијата влијаеше на работата на вашиот центар? Па секако, од почеток, нели, таа пандемијата се случи нешто што многу нагло настана, го зафати целиот свет и тоа е чувството беше како се да застане и сите ние мораме да на некој начин да ги смениме нашите приоритети и нашите планирања, така што од почетокот беше на некој начин да кажам малце и стресно, меѓутоа после кога видов дека тоа ќе трае, тогаш се прашав окей, сега ова е, јас на тоа не можем да влијам, на што може да направам врска и се адаптирав така што викам во време на пандемијата ја научив и Zoom програмата која порано не сум ја знаела. Така што да се Тоа е способноста на успешна жена да се прилагоди на промените дури на лошите. Што најмногу ве исцрпува во работата, а што што ви причинува и задоволство? Викам, кога работиш тоа што го сакаш, тоа веќе не е работа, тоа е задоволство и многу големо ми е задоволство да работам со луѓе и да работам на мои програми. Може би малце предизвик ми се тие административни процедури и тоа, меѓутоа си рационализирам, окей, викам, тоа е дел од работа и треба да се направи така што и со тоа сум окей. Кој совет би го дала денешната Наиле пред 20 години за да биде поуспешна во кариерата и би олеснила со некој совет? Во многу ситуации би кажала, биди храбра, прати го своето срце и своите желби, прати го својот пат, немој да слушаш, мислам, влијанијата други и тоа, мислам, е многу битно, да се чувства, да се пратиш себе си и да си го следиш своите желби. Кои се плановите за наредниот период? Наредниот период, што повеќе едукација тука, да едуцираме повеќе луѓе и ширење во регионот. Една порака за младите девојки, за младите жени кои се двоумат дали да започнат собствен бизнис. Сепак е некоја голема работа да се напушти доколку се има силна работа во некоја институција или во фирма каде што друг размислува. Но еве желбите и можностите, потенцијалот да се искористи на тие девојки и жени, каква порака би им спратили? Јас би им спратила порака слободно нека сонуват, нека си ги остваруват своите соништа без страф, да действат од љубов, да донесат одлука, да си постават после целта и да действуваат во врска со тоа. Значи, да действуваат, да се мрежуваат и да си го следат својот сон. Ви благодарам за учеството во тајната на успехот и ви посакувам многу успех во натамошната работа. Фала многу, ми беше чест и задоволство и се надевам дека ќе имаме успешна соработка и понатамо. Благодарам. Фала.